Почитувани, добар ден. Време е да започнеме црвена линија. На тридневниот национален митинг не се откажуваме од Србија, кој се одржува во Србија, отидоа и македонци кои се дел од Сдруженијето Мир, слога, стабилност. Тие има организиран превоз, а беа препознатливи по капите и маиците кои што ги носе. Утрото на 12 март од Скопје кон Белград заминале 11 автобуси со околу 600 лица од Македонија да му дадат поддршка на српскиот претседател Александар Вучик на најавениот собир, за да бидат присутни на централниот настан во 19 часот пред парламентот во Белград. Тридневниот собир, организиран од власта, доаѓа како одговор на масовните студентски протести, што траат повеќе од 6 месеци. Дали сметате дека учеството на македонски граѓани на политички собири во други земји е прифатливо? Тоа е она што денес ве прашува црвена линија и кога сме веќе кај прашањата, еве ве потсетуваме задолжително да не заследите, односно нашиот профил на црвена линија на Инстаграм, но и профилот на Телма телевизија. Кликнете на двата профила на Инстаграм стори и земете активно учество во денешната анкета. Еве како тоа изгледа на Инстаграм стори. Прашањето е кого би поддржале во Србија. Имате 3 опции за одговор. Под А – председателот, под Б – студентите или пак под В – ни едните, ни другите. За учество во црвена линија доволно ви е да го завртите нашиот добро познат број 02 307 005, но она што е задолжително е секако од технички аспект целосно да се намали тонот на ТВ приемникот. Ово особено го повторуваме и онаму каде што верувам ќе има и гледачи кои што за прв пат ќе посакаат да бидат дел од црвена линија, така да доколку сакате добро да се слушнеме, нели оние 90 секунди кои што се предвидени за едно јавување да не ги потрошиме во однос на проверката на квалитетот, дали сте на линија, дали можеби некој друг зборува наместо вас, ето тоа е она што црвена линија ве моли. Само намалите го целосно тонот на ТВ приемникот. Ке ве потсетам меѓу другото, секако да не заследите и на Facebook, за да се биде активен и да се даваат одговори, односно да ги споделувате вашите ставови со јавноста, односно со гледачите на Телма телевизија и црвена линија. Секако заследите го нашиот профил и на Facebook црвена линија, но и профилот на Телма телевизија, каде што секојдневно црвена линија ги објавува темите за кои што зборува со вас. Како што може да видите, прашањето е веќе објавено. Она што денес ве прашуваме, дали сметате дека учество на македонски граѓани на политички собири, тоа во други земји, е прифатливо. Добар ден. Дали се слушаме? Да, добар ден. Добар ден. Па еве, нова прашање, кој ќе биде вашиот одговор? Поздрав до вас, и до телевизија Телма. Големо благодарам. Поздрав и до вас секако. Видете, искрено да ви кажам, овде овие граѓани што учествувале во Србија, тоа се срби. Не се македонци. Така да, тука нема што дискусија. Ако се сеќавате вие на митингот во Скопје овде, знаете ли кој беше од Австрија на митингот политички на ВМРО-ДПМН? Курц, премиерот на Австрија. Сега да ви кажам дека не е спорно ако се тие граѓани на Република Србија. Знам, со пасош се срби, али тие граѓани на Република не можеме да ги спречиме. Тоа е демократија. И кај нас доаѓаат од Бугарија, од Србија доаѓаат нашите македонци кои живеат тамо и така нападу, во Грција, од Пустец, од Албанија доаѓаат. Така да нема овде што да се многу дискутира, затоа што прво и основно таму Вучич тоа што го прави за Србија, не го прави за нас. Али тоа е многу битно што има направено Вучич во таа Србија, пруги, патишта, спортски објекти, така да што сме направиле ние. Ви благодарам многу. Велиме, ние благодарам. Вие сте и првиот гледач со кој што ја започнуваме оваа дискусија на црвена линија. Прашањето за денес е дали ве сметате дека учество на македонски граѓани на политички собири во други земји е прифатливо. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете.
Поштовање, госпожа Тина. Огромна почит секако и до вас. Па еве, кои ќе бидат вашите одговори на нашето прашање? Вака се моje мислење. Намалете Убаво го каже тонот пред- на телевизорот. Да, ќе намала. Убаво кажа претходниот. Значи, како на политички наши партии, на ВМРО, СДС доаѓа Курц, доаѓаше на СДС од други трети. Тоа се сигурно све наши државјани, македонци, да речеме со презиме Ич. Ништо не е спорно тоа. А што е лошо да биде средено во Србија, односите ќе биде подобро и во Македонија. Ништо нема спорно. Секој им чест, значи биле патриоти за Србија, отишле, дале поддршка си се вратиле. Ништо нема спорно тука. Како што рече претходниот, како доаѓаат странци за ВМРО, за СДС, за други партии, тоа ништо не е спорно тоа. Како ви кажат, мирен Балкан, мирна Македонија. Ако има превирање во сите балкански држави, и Македонија нема да биде арно. Затоа да скратам малте некоја, ништо не е спорно, секој им чест. Бидете поздравени, се најдобро. Благодарам, бидете поздравени вие и сега кога останете со црвена линија, бидејќи допрва ќе се развива дискусијата, односно ќе вклучуваме нови гледачи. Ве охрабрувам и секако ве потсетувам, оние кои што нема да успеете да се вклучите во живо, коментирајте и споделувајте на Facebook, на профилот на Црвена линија и секако темата е објавена и на профилот на Телма телевизија на Facebook. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Господине Љупчо, дали сметате дека учество на македонски граѓани на политички собори во други земји е прифатливо? Па да ти кажам, право за мене се едно исто ми е. Знаете, ние одамна показуваме дека неаме оној патриотски дух кон према државата од кај што го јадеме левот. Едните идат за Албанија да навиваат за Албанија, прифаќаат да играат, да кажеме, за албанска репрезентација фудбал, така се осеќаат. Овие се осеќаат просрби, просрпски, така да не гледам уопште никаква причина зашто отишле или како отишле. Меѓутоа со тоа, пазите, со тоа манифестираме дека лесни сме за заведување. Ние не ја знаеме состојбата во Србија, кој зашто таму протестира. Речеме, ако сега ја кажам дека не Палма, што беше бивши градоначелник на таму на Јагодина, ако они ако знаат за ескорт како ги запослуваше жените во општината, сите ќе го плукаат, дека прво ги правеше ескорт дами. Ги повикуваше на дружења на список, ги ставаше на список, па ги повикуваше на дружења по кафани со негови делови на партнери за да им обезбеди работно место. Е сега а исто припаѓа на партијата на Вучич, ако го оправдувате таквото поднесување на функционерите, тогаш треба да им се даде. Меѓутоа, знаете, право на избор, секој има право да се избере, само ние покажуваме дека многу прави малце македонци има веќе во државата. Едните земаат бугарски пасоши од економски причини, другите се гледате благо наклонети кон Србија, третите се кон Албанија. Се прашам, дали уопште знаеме колку имаме чисти македонци дека што им чука срцето за Македонија ви? Мене тоа ме загрижува и од тие причини барам да се донесе тој закон во собрание. Една држава Ќе подсетам да се внимава на тајмерот, 90 секунди, но и ќе подсетам оние кои што сметаат дека сакаат нови 90 секунди, како се додека траеме може повторно да се заврти нашиот број. Благодарам многу и вам за учеството и одговорите. До сега можевте да слушнете како одговорија гледачите на прашањето на Црвена линија, односно дали сметате дека учество на македонски граѓани на политички собори во други земји е прифатливо. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете. Се слушаме. Да, повелете. Вака. Ние добро наклонето што отидо некои во Србија да учествуваат и тоа е доброволно, добротворно, добронамерно и правилно што отишле. Зошто ќе кажам? Србија, српскиот народ, јас сум македонец, али српскиот народ е истурен од некоја друга планета, истурен тука. Како српскиот народ нема друг на планетава. Реални, културни, весели, насмејани, се што кај не има. Абе, гледаш, цел свет ги јади. И бил некогаш окупатор кај нас, така го третират.
Бил затоа што и другите раскасапиле. Требало да зачуват нешто од православието. Касапеле бугарите, касапеле грците и сега некој ги неќи србите. Србите се незаменливи. Кој како сакат нека ми кажи. Цел свет, еве го и нема која држава да ги почитува, али инатот не им дава на србите да ги пуштат слободно да се исправат во светот. И тука е целиот проблем. На кого му сметат? Тие ни дадо вакцини, тие ни дадо жито, тие ни праќа млеко, тие ни праќа се и се што. Кој други? Овие внатрешниве што е неќат Македонија. Тие ќе печелат да бидат тука лојални. Благодарам многу за одговорите, учеството и сега нормално уште еднаш ќе ве потсетам, бидејќи наскоро ќе почнеме да ги читаме и коментарите кои што воедно се одговори на денешното прашање на Црвена линија, така да продолжете со опишување, односно и со споделување на профилот на Црвена линија на Facebook и секако профилот на Телма телевизија. Одиме со гледачи, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Јас себе ќе искористам барем додека чекаме да се вклучи нов гледач, да се намали тонот на ТВ приемникот задолжително. Дали се слушаме? Да, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Вака, што барале македонците таму во Белград? Лично, јас како македонка, а со сопруг србин, навистина не знам што барале, но знам дека во Македонија има одредена група на луѓе кои се и во пописот се изјаснуваат за срби. Дали токму тие биле таму, не знам. Мојот став и за случувањата во Србија е тоа дека не е тоа ништо добро и мислам дека сето тоа е поттикнато и да се направи дестабилизација од надвор. Кој е интересот на нашите луѓе горе, стварно не ми е јасно. Лично сум за демократски процеси, сум за на некој начин демонстрирање, но не и за ограничување на секојдневното живење на луѓето кои не се спремни да демонстрираат. Така да, навистина не ми е јасно, не го разбирам, не го поддржувам. Лично јас не го поддржувам и велам, јако имам блиски врски со Србија, мојот сопруг е од Србија, но сметам дека на македонците не им е тоа потребно. Србите не се нас вистински пријатели, добри пријатели, но пријателството и нашата лојалност не се покажува со учество на организирани протести од било кого. Тоа е мојот став. Благодарам. Поздрав. Благодариме и ние што го споделивте вашиот став со гледачите на Црвена линија. Почнуваме со коментарите. Ке почнеме со коментарот на госпожа Елена Ројановска, која што еве што напиша на профилот на Црвена линија на објавата на нашата тема. На прашањето дали сметате дека учеството на македонски граѓани на политички собири во други земји е прифатливо, Елена го напиша следното. Оваа длабока тема треба многу внимателно да се коментира, бидејќи не знам колкава беше свесноста на 11 автобуси луѓе кон тежината на внатре државноста на Србија. Повеќе од 2 месеци протестира младината, студентите со еден збор иднината на Србија, со исклучок на обструкциите кои се обидуваат да им ги направат вакви ко нашиве, станува збор за сплотена иднина на Србија. Па прашањето е со кое право некој само затоа што ни помогнале со вакцини, респиратори и така натаму, си земаме за право да се вмешуваме во одлуките на Србија и српската иднина. Ние со пратени пензионери на екскурзија. Благодарам многу, госпоѓа Ројановска, за активното учество преку коментар. Продолжете да пишувате, да ги давате на овој начин вашите одговори на денешното прашање на Црвена линија. Одиме со гледачи во живот. Добар ден. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден. Повелете. Јас мислам дека прашањето е малку исхитрено или пак според моје мислење не е добро поставено. Како зашто. треба да е поставено? Еве вака да ви кажам. Една година на едни наши за едни наши парламентарни избори
ако се сеќавате, диаспората наша што живее во странство, македонската диаспора, имаше право да учествува и да гласа на тие парламентарни избори. На кого ќе го даде гласот. Сосема легитимно и легално, според мене. Па и сега, аналогно на тоа, сакам да кажам дека никој не може на никого да му забрани да учествува, поготово тоа биле луѓе Срби. Не македонци, може има и некој македонец, меѓутоа повеќето биле Срби. Отишле, учествувале на собирот и толку. Јас мислам дека апсолутно не е потребно на ова да му се придава толку големо значење, затоа што едноставно демократско право е на секого да си го каже тоа што сака да си го каже. Негово право е. Толку ви благодарам. Ви благодариме и ние, цениме на сугестијата, но Црвена линија токму ета така и го постави прашањето за да можеме да формираме мислење од граѓаните, кои што верувам секој од вас, па така и господјата предмалку, да дадат одговор всушност на темата за која што зборуваме. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало, да се доискажам. Да се доискажаме, така е, повелете. Значи, една држава, еден пасош. И да нацистиме на крај крајава за кого ни чука срцето. Зашто, знаете, вака изгледа смешно. Ние одиме да даваме поддршка на човек за кој не знаеме зашто неговите граѓани се бунтуваат против него. Посебно студентите, младите. Сега, знаете, ајде ние овдека сакаме да се бориме против криминалот. Па и они се борат против криминалот. И они бараат нешто таму да се рачисти за да нема прикривање, како ние што бараме овдека да нема прикривање. И сега ние од овдека бараме да се рачисти кај нас да биде против криминалот, а одиме во Србија поддржуваме евентуален криминал. Мислам, знаете, парадоксално и смешно е. Ние не знаеме, викаат, претходниците Србија се градела. Ама колку е задолжена Србија, никој не знае. Да, точно е, изградени се брзи пруги, со кинески кредити, како и ние исто што градиме со маđарски кредити, автопати, нешто со кинески кредити. Но проблемот е дали знаеме тие луѓе таму како живеат и едноставно тие не искочија на улица 3 месеца, веќе студентите ја ризикуваат годината и маршираат низ цела Србија. А ние од овдека сме се летнале таму, одиме и му даваме поддршка на човекот за кој има доста вака личене и го бијат гласови дека многу се труди за србите, ама има и многу афери за кои ништо ние не знаеме. Така да, мислам, реков, за мене е тоа смешно. Смешно е да седите на две столчиња. И нема што друго да се збори, тоа е пријатно. Благодарам многу Еве за повторното вклучување. Тоа е исто така преку нашиот гледач да ве охрабриме доколку сметате дека 90 секунди и не ви се доволни да го кажете се она како одговор што сметате дека сакате да го споделите со јавноста, можете повторно да го завртите нашиот број. Да слушаме кои ќе бидат следните одговори. Добар ден. Добар ден. Повелете, во Црвена линија сте. Сјавам од Битола. Голем поздрав до битолчани преку вас. Благодарам, поздрав и до вас, до целата екипа. Јас бев во Београд. Добро. Да ви кажам, сега да ќе одам каде што има шарена револуција. Против шарената револуција сум. Затоа што тоа што не снајде нас, не ќе да снајде ни Србија. Ни Албанија, ни Грција, ни Бугарија, ни Маđарска, нигде. Затоа што ние тоа што го добивме со шарената револуција на Заев, најголемиот лажов. Ме слушате? Да, само внимавајте на употребата на зборовите, без навредливо. Ви благодарам. Бидејќи тоа што не снајде нас, не сакам да го најде нашиот братски народ Србија. Исто така и комшиите, и Маđарска, како што спомнав. Прекрасно поминавме, имавме прекрасен пречек, не можам да ви кажам каква организација беше, така да ако е нешто клучно во моето одење за Београд, е против шарената револуција, да не се случи никакво зло како што се случи кај нас во Македонија. Ви посакувам пријатен ден. Благодарам. Го цениме тоа што еве слободно ќе кажам, се вклучивте во Црвена линија, на некој начин од прва рака дадовте одговор како некој кој што бил дел од
овој протест? Како и да, односно дали сметате дека учеството на македонски граѓани на политичките собори во другите земји е прифатливо? Ќе прочитаме уште еден коментар. Тој припаѓа на господинот Трајче Соколовски. Еве што напиша: зависи колку сендвичи им дале. Се шегувам, за нешто да се промени кај нас, да излезат на протест или да се помогне на некое лице, ги нема. А сега нека е на помош на Србија. Благодарам многу, господине Соколовски, за вашите одговори. Продолжуваме секако со вас да слушнеме еве како гледате и всушност каков е вашиот одговор во однос на тоа дали сметате дека учеството на македонски граѓани на политички собори во други држави е прифатливо. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Да, но мора го слушаме и ТВ приемникот, така да намалите во целост. Го исклучивме. Значи, господјата пред мене што се јави, да ја поздравам, свака и част. Причината што јас ја давам мојата поддршка на тој митинг исто е борбата против шарената револуција, што им ја прават западниве сили на Србија, со цел да го симнат Вучич и потоа да дојде некој со скршена и наведната кичма како ЗЗ од Муртина и да го признае Косово и да си го решат нивниот проблем. Толку за причината за митингот во Србија. А друга работа, сакам да го демонтирам господинот од Радишани. Можам слободно да кажам дека кажа невистина, да не употребам друг збор, дека Палма бил член на партијата на Вучич. Дозволи. Не беше член на партијата на Вучич, него имаше своја лична партија од Јагодина, која што беше во коалиција со социјалистичка партија, а социјалистичка партија во коалиција со СНС на Вучич. Мислам дека не е убаво да се кажуваат невистини на телевизија од господинот од Радишин. Поздрав и се не убаво. Благодарам за тоа што еве вашите ставови и одговори ги споделивте со гледачите на Црвена линија. Секако останете со нас. Добар ден. Сега вака ви кажал ја. Повелете. Да направиме една споредба со овај протест што беше во Србија и претходните што правеа протести и каква разлика. Дали имаше едно јајце сега фрлено? Дали имаше било што нешто случајно правено? Дали имаше трактори искршено? Што имаше? Имаше, ги почестија луѓето, ги пречека културно, си прошета, си кажа кој што си кажи. Вучич сега води, например, државава и наводно сиромаски живееле сега. На 1000 евра плата имат. На 1000 евра. Ние немаме ни 400-500. И ќе кажу за Вучич. Вака, луѓе сакат да уништат православието, да го уништат. Да ја уништат Србија. Точка. Тоа им е целта. Русија исто е неќат. Тие платеници колку има платено што ги фатија деканите, професорите по факултетите што излего да штрајкуваат. Кој колку се платени, колку му е обеќано, колку пари има натувкано кај нив. Тие тоа го прават таму. Него Вучич треба поригорозно тоа све да испозатворит. Да не чека топше. А учеството наше доброволно и добротворно да застаниш за народ кој се извачува, кој сака да биде народ и да живе. Благодарам многу и вам за одговорите. Повторно одеме на профилот на Црвена линија, каде што пристигаат коментари во продолжение. Ке го прочитаме и коментарот на господја Маја Наскова. Вели, зошто Тина е потребно вакво непотребно прашање? Кој прв ни помогна за кочани, кој прв ни помогна за вакцините? Сметаме дека денес сакаме токму од сите вас, па вклучувајќи и господјата Наскова, да дадете одговор. Зависно тоа, секој од вас има право, се разбира, да одговори дали е за некого прифатливо или неприфатливо. Црвена линија преку прашањата не сугерира и смета дека е само потребно да го слушнеме вашиот одговор и како вие гледате врз основ на тоа
што македонски граѓани еве учествуваат на протести во други земји. Дали сметате дека е тоа прифатливо или неприфатливо? Добар ден. Бог на помош Македонијо. Господине Тале, кој ќе биде вашиот одговор? Па јас мислам дека сите македонски граѓани треба пред се да се бориме, да мислиме на наша Македонија како наш заеднички дом. Сега за туѓи интереси, за во туѓа држава, тука малце ми е сомнително, чудно, некојаш ако е за добро, убаво да појдеме така нека да поддршка, но да кажам дека пред малку еден гледач го слушав, вика дека не баре ние малоумни како македонци неспособни, дека ти ни давале пченица, ни давале млеко, ни давале вакцини. Од вакцините многумина има тешки последици. Пченица е озрачена со сиромашен ураниум. Ми е жал што во Србија бројот на заболени од рак после бомбардирање е драстично зголемен. Ние треба да се јадиме наша македонска пченица, да се купуваме наши македонски артикли. Артикли значи од Срби што сеат пченица, од Срби што имаат фарми за крави, а не да увезуваме туѓо млеко. Србите се свесен народ, се почитуваат се своја музика, своји производи. А зошто македонците, дел македонци се прават поголеми, Срби од србите не знам. Треба и ние да се почитуваме се наше македонско. Јас ги сакам како брајке срби, но за жал дел срби има кои негираат наше македонско. Вика дека сме Јужна Србија, дека сме вештачки народ, дека Тито ни дал, не знам, националност. И тоа не е во ред. Или па дека за време на балкански војни сложно со браќата грци и бугари не распарчија и овде Тиквешко востание, дури деца убивале во Тиквешко востание. Затоа велам дека јас ги сакам како брајке срби. Благодарам многу и вам за одговорите. Продолжуваме со ова, секако со вклучување во живо, да видиме какви ќе бидат следните одговори. Добар ден. Тина, јас извинам што се јавам трет пат, меѓутоа дечко Добро, да се ме спомна. не е забрането секако. Да го прашам, дали го фатија Вучич со месење на избори со лични карти со србите од Република Српска што ги носеше со автобуси? Го фатија ли на последните избори? Го фатија. Марика Тепич или Марина Тепич се вика господјата што ја водеше доказната постапка против Палма за злоупотреба на жените и нивното право за уцените што им ги правеше за вработувањето. Па што не презема нешто Вучич против таа појава? Зашто го заташкаа случајот, такам да го прашам, пошто го брани? Еве, пошто јас зборам невистините. Која водеше кампањата против Палма за злоупотребата и уцените на жените? Дојди ваму у кафана, ако сакаш да те вработам. Ако е искрен, ако пошто јас зборам невистини, нека каже, го фатија ли Вучич со пустет систем како кај нас, со лични карти од Република Српска, срби што гласа во Белград, во Нови Сад? Дали го фатија? Тој дали гледа YouTube или не гледа? А не само да збори овдека. Да не ги вреѓаме само гледачите. Секој има право нели да си каже свој одговор, можеби со некој од вас ќе се сложат, можеби некој меѓу вас нема да се сложат, но еве ова е доволно моментот да се искористи и да ве потсетиме на правилото на црвена линија. Од етички аспект задолжително правило кое што наложува, па слободно ќе кажам, и строга употреба на погрдни зборови, на вредливи зборови и секако говор кој што алудира на омраза и насилство. Ќе прочитаме и има доста коментари, се разбира и на профилот на Телма телевизија, каде што Црвена линија објави темата исто онака како што објавивме и на нашиот профил. Ќе продолжиме со коментарот на Ненад Марковиќ. Еве што напишал господинот Марковиќ. Вакцини може, брашно може, медицинска асистенција може. Граѓански активизам не може, а телмичке во заграда повеќето се државјани на Република Србија. Благодарам господине Марковиќ што еве дадовте одговор на прашањето на Телма телевизија, поточно на Црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Намалите го тонот на телевизорот. Здраво. Здраво, дали го намаливме тонот на ТВ приемникот? Да, сега. Одлично, повелете, ве слушаме. Кај сте ги купиле научарите? Научарите, па верувам дека ќе се слушаме можеби во некоја друга прилика надвор од Црвена тема.
Добро, некој од гледачите едноставно најверојатно сака да му е забавно, но Црвена линија денеска сериозно насочена кон тоа што мислат граѓаните за учеството на македонски граѓани во протести кои што се одржуваат надвор од нашите граници. Дали е тоа за вас прифатливо или неприфатливо? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па видете вака. Немешањето во туѓи работи на државите не е добро, не е корисно. То го имаме како правило веќе. Меѓутоа, кај на себе на овие простори се мешат. Што да правиме сега? Тоа е то. Стана Стојковиќ ги организира србите тука во Македонија. Со нив се крена и некои други симпатизери на србите. Немам ништо против јас. Јас ги сакам србите, јас имам прврачет србин. Што да правам сега? Ние се измешавме едно време и така да то ке си оди понатаму. Така да не знам ова случаја колку ние бевме од помош таму, бидејќи србите се доста, како да кажам, онака јаки, револуционерни се, мислам, сакат да направат некоја работа и ја прават работата. Меѓутоа, ние имаме пајда од нив, големо, така да таму е житницата, таа беше југословенска житница, сега е на цел Балкан. То што земале плата поголема од нас, не земат 1000 евра плата, земат нешто повеќе од нас, може се 450 евра. Не е ништо повеќе. Благодарам, посетувам, внимавајте тајмерот, а и го објавуваме на екраните. Продолжуваме со коментарите, дел од коментарите, односно каде што оние кои што пишуваат меѓусебно и си полемизираат на профилот на Телма телевизија на објавата на Црвена линија. Ке продолжиме со коментарот на господинот Виктор Франовски. Напишал: само да ги видиш тие што се отидени во Београд, а богами кој ги носи и се е јасно. Калина Паневска напишала: Виктор Франовски, не знам кој ги носи, ама сигурно тие Белград го виделе само на разгледница и опим се пружа можност. Бесплатен превоз, сендвичи 50 евра за трошок. И еве ги таму, а не знаат зошто. Маја Павловиќ реплицира на Калина Паневска: јас немам потреба од сендвич, но го поддржувам својот народ. Седи мирна, зошто твојот платен сендвич од странските фактори да е повкусен. Они ли ги излечеа младите од кочани. Продолжуваме со вас во живо. Добар ден. Добар ден, веројатно јас сум на линија. Повелете, ве слушаме. Поздрав тиче до тебе. Благодарам многу, поздрав секако и до вас. Благодарам и јас. Јас сум против тие собири, против тие политички протести. Јас сум за мирно решавање. Затоа што секој протест носи нешто некоја непријатна работа. Затоа најбоље сопствено да се решава све, али кој би биле сите истовисленици. А пошто секој мисли за свое и размислува како некој да направи раздор, а некој не. Така да не можеме да земеме здраво за готово кој како сака така ќе се изјасни. Така да јас сум против, некој е за. Ние со србите сме едно. Било што било, кога е рат, ако не биле србите, турците би биле може би уште тука. Знаеме дека они ги протерале турците од Македонија. И Македонија станала тогаш самостална. А сега може да зборат кој како сака. За се србите први ни помагаат. Така да треба да бидеме здахвални, треба да се вреѓаме, они такви, ние овакви, исти сме. Народот си е исто секаде, само што законите зависи како се спроведуваат. Така да...
Големо благодарам и вам за учеството во Црвена линија. Секако топло препорачуваме да останете понатаму со нас, бидејќи допрва ќе се вклучуваат и нови гледачи, односно граѓани кои што ќе дадат одговор на прашањето, односно дали сметате дека учество на македонски граѓани на политички собери во други земји е прифатливо. Добар ден. Добар ден. Повелете. Благодарам. Вака, ако направиме една анализа на се, значи сите овие постари граѓани кои што се родени од претходната држава и во некој начин значи живееле во тоа, го знаат добро видот на доброто граѓанство, значи соседство, комши или било као браке, еден вид, што се вика. Ние бевме браке и со Албанија, и со Косово, така да и таму има добри луѓе. Ја не го порекувам тоа. Него претежно овие се таков народ кој што секогаш и во добро и во лошо, значи сестра, брат, се од Бога дадени. А комшиите ти се до тебе. Значи, додека моите поблиски да видат да чујат, попрв комшиите ќе ми дојде на помош. Тоа е толку. За увезената револуција која што е имал Вучич, не дека бранам некоја страна таму, пошто они си знаат тежините на нивните проблеми, него проблемот е тука што многу е иста и по синтагма и онака површински се гледа дека надворешниот фактор игра тука. Се знае кој има интерес од тоа. Значи не само Рио Тинто и литиумот кој што го има Руси, Србија. Значи тука е фактор и Косово. Косово лежи, значи тие два басена на Јаглен. Е така сега замислете се зошто се случува тоа и дека ние сме во истиот план на делба. Значи нема тука измеѓу редови да читаме. Него стрикно не е кажано тоа. Затоа и ние треба малку да се консолидираме со другите луѓе. Благодарам многу и вам за вклучувањето во Црвена линија. Ќе продолжиме и со коментарот на Веселин Бос на профилот на Црвена линија на Facebook, еве што напиша. Србите велат убиме туѓа срамота, трагикомедија, но за пари вакви екскурзии ќе има во иднина. Дома ја средивме работата, па ајде сега и ќе се мешаме во туѓи држави. Живи глупости. Славица Милевска напишала: дали е прифатливо и во ред косовски граѓани да земаат учество во протести, митинзи на нашата територија. Одиме со гледачи во живот. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете ве, слушаме. Јас вака имам своје мислење. Во Македонија живеат, ја не знам точно колку срби, нели? За во устав се влезени. И тие луѓе имаат легално право да одат таму кај што имаат свој матичен народ и нормално да споделат со нив разни таму манифестации, приредби и така натаму. Друго е што ние македонците во ниједна држава, нашите политичари се откажаа од нашиот народ таму, така да ние немаме таква шанса да одиме некаде, да подржуваме некој. И гледам овие коментари, воглавно се базирани на национализам, на критики некои кои немаат врска. Стојковиќ организирало, па ќе организира тоа тука представите србите. Сосема легално и ништо заднински зад нас не работи. Така да опсо земено, значи коментарите се многу негативни, неосновани, не се за добрососедски односи. Тоа имам да кажам јас. Добро, ако е тоа се, може би малку покуси од предвиденото време од 90 секунди, но доволно јасно. Кратко така сега да разглабувам таму. Така, но доволно јасни. Благодарам многу за учеството. Секако имаме и гледачи кои што ќе бидат далеку покуси од оние 90 секунди. Оставаме на вас тоа што сметате дека треба да го кажете и сакате да го споделите со јавноста, секако е сето тоа допусливо и кога е дури помалку од 90 секунди. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден и вам, повелете. Па вака, прво ние
не сме забранили некој да има повеќе од еден пасош. Што сме му дозволили да има и српски, и бугарски, албански, не знам каков пасош, тој има право да оди да учествува на такви митинзи, меѓутоа тој ништо не може да промени, само што ќе зголеми бројноста на одредена партија која, значи, сака да постигне својата цел. Значи, ова што го направија нашите во Србија, за мене не спорно, значи, може да одат и може да учествуваат. Сега да речеме, ние имаме преку 100.000 бугари, кога беше гласањето за парламентарните избори, имаа право да гласаат тука или да отидат во Бугарија на која адреса биле пријавени, се дали ќе отидат е нивно право и така натака. Меѓутоа, ја сум за тоа да се забрани да се има повеќе од еден пасош, односно пасош само на државата. Ние сите, значи во границите на Македонија, сите сме македонци и треба да поседуваме само еден пасош и треба лично да ги штитиме интересите на сопствената држава, независно од нацијата, независно од верата, значи ние сега ако некој сака да оди надвор, нека оди, нека поддржава, но нема право да го истакнува нашето знаме таму меѓу тие демонстранти, затоа што сите граѓани не се со нив и не имат. Благодарам за учеството. Напомена 90 секунди се предвидени, тоа е време трењето, додека траеме. Можете повторно да се вклучите дури повеќе од 2 пати, и тоа праксата покажува. Го читам и коментарот на Боб Чех, кој што напише. Тие што одат на собирот се платени по 50 евра плюс сендвич и мала прошетка, затоа идат инаку, не само од Македонија, идат и од Косово и сите се платени, па и ти од Србија. Еве што допишал. Во Србија има луѓе кои го почитуваат Вучик, а има и кои не го сакаат. Па дали нашиве што одат треба да заземат страна, што е со тие што не го сакаат, треба ли поради тоа да не мразат? Абе седи си дома, нашево го решивме, па сега Србија ќе ја оправаме. Продолжуваме со гледачите во живот. Добар ден. Добар ден и поздрав. Голем поздрав и до вас. Све слушаме, повелете. Јас да ви кажам право, не можам да завземам став, дали е добро или не, но некој што се од српско потекло, нарошто и со нивни пасоши таму, зашто да не ода, да поддржат? Јас имам, како што рече, роднини Срби, ама то не значи дека ќе се посрбам и дека ќе и чешам србите, но треба да знаеме, тие што отидоа во Србија, на која партија се определија таму? Дали на студентите или на од Вучич партијата? Ево јас ќе ви кажам, студентите ги поддржа и Новак Џоковиќ и Владе Дивац. А од Вучича партијата произлегува од Шешеровата партија, понатака Шешер произлегува од радикалите кои склучија сојуз со германците 41 година. И сега одењето на македонските срби во Србија и некои наши македончиња кутрите таму, треба да размислат кого го поддржуваат во Србија. Кого го поддржуваат? Или се уште им е та пуста носталгија за Јужна Бановина? Тоа е. Благодарам и пријатно. Ви благодариме и ние. Сега го продолжете да ја гледате Црвена линија. Во продолжение пак го читаме коментарот на Марко Поло. Во Србија се води увезена протестна демократија, каде што многу ме потсеќа на нашата шарена револуција, што од позадина стојат невладините наши пријатели, а позадината е економска, каде што на студентските протести, кои што се дебело платени во долари, се налепија и провладините. Од Србија досега само сме имале добробит со тоа што тесно соработуваат со сите влади во Република Македонија, односно, како наши браќа ни се секогаш прирака и во добро и во лошо. Во споредба со другите наши комши, единствено тие безусловно досега рака подаваат за политика и политиканство. Ставам на политичарите. Убав ден, телевизија Телма, и поздрав.
Поздрав и големо благодарам господине Поло за активното учество преку Facebook профилот на Црвена линија во ова денешно издание и еве што со гледачите јавноста ги дадовте вашите одговори. Добар ден. Добар ден. Повелете. Како ние што не сакаме никој да ни се брка кај нас у државата и да не наредува што да правиме, како Словенката да го сменеме уставот, да ги унесеме бугарите, да направиме во и многу други, не само Словенката, Кос. Не е лесно некој да ти се брка тука и да те наредува. Како што дојде ово тука, Нимиц, не знам кој тие бе, то наредија да се смена име, тоа е многу лошо. Не треба да се бркаме во внатрешните работи на ниедна држава, дали е сосед или не. Што тражат тамо македонците да се бркат кај што не. Како на нас не е тешко кога дојде албанците тука со албанските знамија да палат, да ги стават на голема Албанија карти, не знам што, плакати, 300 чуда. На нас е тоа лошо. Зашто не се бркаме на никој? Како албанците што натераа ги македонци да се пишат, лани немаше ни еден, сега има 7000 души. Пуштија ги бугарите за да ветото да и се сопре, да нема вето Бугарија и за тоа кажа Ели Рама дека шом не призна сопреа го ветото, да ние ги признаваме бугарите. Тоа е тоа. И затоа и ние некиме никој да ни се брка тука на тоа си е наша работа. Никој не е заслужен у наша држава да процира како тие што се шарената револуција, невладени организации и за пари. Сорос работе секаде. 49 милиона пари се земале невладените и други некои тамо како што кажуваа. Исто тоа е тоа. Благодарам за учеството во Црвена линија. Гледајте не и понатаму. Винчун го напиша пак следново. Се решивме во нашата Македонија, ама стручњаци сме да го пикаме носот во тук двор. Не треба да се мешаме во внатрешните политики и избиднувањата во други земји. А кога треба да се брани државата, ги нема никаде, само кога се растура. Сакаат да ни отвараат трудници на смртта во Гевгелиско, Струмичко, Прилепско, ги нема. Ама Вучко ќе го бранат. Благодарам, Винчун, за коментарот. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Види вака, ја многу Вучич не го ценам. Мако доверба, али убаво рече жена пред мене, кога можат да доаѓат од Косово, од кај не, тука знамиња да веат туги. Што па ние кај наша пријателска држава, која за сега се уште е едина пријателска, па може да речеме Република Српска, додека другиве све околу нас се под диригентска палка на Западот. Овие колку толку барем успеват некако да пружат отпор, бака да ги подсетам некој, иако четниците како четници, како движење во време Втора светска војна не ги ценам, а инаку Воислав Шешелј е поранешен комунист, член на комунистичка партија, кој валја вишал некои неправилности кон крајот на 80-ти години, па формирал радикална странка во време на плурализам и се нарекува, да речеме, четник. Сега. Па тој четник, истиот тој четник ги бркаше нашите од Прохор Пшински времето кога плурализмот влезе у Балканот. Истиот тој четник го викна нашиот Стево Пендаровски да може да чествуваме Прохор Пшински поново, 2 август. Сега односите ни се прекрасни со нив. Другиве партии српски не направиле ваков гест. И секогаш играле по нотите на Западот. Мене ме мучи само кој им ги плати автобуските карти на овие, ништо друго. Поздрав. Благодарам многу, останете со нас. Продолжуваме со коментари. Джани Гуте напиша: да, прифатливо е зашто Америка има големо учество во политиките на Балканот од времето на Тито, сакаше да ја растури Југославија и успеа во тоа. Затоа не смееме да дозволиме да не растури. Боби напишал: Вучич беше добар кога даваше, сега некои го критикуваат. Тоа ти е Македонче. Мухаре Маземи напиша: една држава имаме и за неа треба да си мислиме. Собери треба да има за поддршка за Кочани, ги оставивме сами, а не да одиме во други држави што бараат во Србија. Срамно е ова. Времето наложува да ги соопштиме и резултатите од Инстаграм стори анкетата која што е објавена и на профилот на Црвена линија, но и на профилот на Телма телевизија на Инстаграм. На прашањето кого би поддржале во Србија,
За председателот одговорија 18%, за студентите 44%, ни едните ни другите 38%. Следуваат рекламите и повторно сме заедно во студио. Благодарам многу и за ова денешно издание на Црвена линија. И сега сосема логично да ве префрлам унаму каде што расположението е секогаш одлично. Просто како да одиме на екскурзија. Не одиме на протести, одиме на екскурзија кај Нена Тиката, а таму навистина на репертоарот има и музика, и смеење. На ниво. На ниво, што би рекол Жика Павлови. На ниво, во контекст со твојава тема, така ли? На ниво, да. Па кај си ти на нова недела пред Великден, како е? Добро е, како е? Најде за вапцање? Па, јас секако имам пријатели да си гледаш тоа што си водаш заврти на Телма и ќе видиш зашто сме горди кога станува збор за бои. За боја десување. Па, види. Ништо утре јас се јавувам. Абе, ќе вапцате вие јајца вака во програма? Во програма да вапцаме? Па да си направите една креативна работилница. Ако дојдеш ти, на? Па ќе дојдам, ќе цртаме. Ама сега повторно ни ги искористуваш изненадувањата. Значи, Кате сакаше во четврток, на Велики четврток, да стане во 5, прв пат оваа година, и да донесе вапцани тазе. Па јас, Кате, ќе те охрабрам, ако треба ќе те звонам, затоа што јас станувам последните 3 години и многу е убаво. Таман, ја мислев во утринска да се јавуваме да помогнат со станувањето, но еве ти можеш да се јавиш. Кукурику! Како и да е, само да видим, ај да видиме која од вас две у четврток порано ќе стане. Чии јајца ќе бидат поубави? Така е. Да. Тоа е предвидено. Ја мислев сакаш да ти звониме во 5 сабај. Ај, нему ќе му звонам сигурно. Жена ми ќе се јави, она ќе вапца. Не, нема шанс. Ќе му направи скандал. Ќе се споите. Ајде, ова нема не преслушува тема.